Аплаузот ми е знак дека треба да се појавам и да излезам и да ви кажам добро вечер. Па ајде и официјално добро вечер, почитувани гледачи, и добре дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. И вечерва ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание, се разбира со пред се квалитетни гости, со уште поквалитетна содржина и со сето она што сметаме дека ќе го задржи вашето внимание. Тоа што е моја порака до вас е да си седнете на некоја удобна позиција, да си го најдете вашето место и едноставно да го изгледате и ова издание на Фидбек. Имам две прекрасни гостинки, жени кои што навистина имаат што да кажат. Исто така, само да подсетам дека сите оние кои што ги немате изгледано ниту премиерното, ниту репризното издание, дека ќе можете сите овие изданија на Фидбек да ги видите на YouTube каналот наречен Фидбек со Елена, меѓутоа и на Instagram каналот исто така Фидбек со Елена со долна црта меѓу зборовите. Тука ќе направиме мала кратка пауза за джингл, па се враќаме назад во студиото. Видовте фотографиите на мојата прва вечерашна гостинка и верувам дека ја препознавте сите. Покрај тоа што ми е многу специфична по незината нели црвенкаста боја на коса, таа е една од нашите најдобри новинарки, водителки, комуникаторки, инаку директорка за комуникации во маркетинг агенција и едноставно жена која што знае како да ги тера нештата по свое, што е многу важно. Една од оние мокни жени на кои што сакаме да им се восхитуваме, на кои што сакаме да нели да се огледаме и така натаму, меѓутоа за сето тоа како е она успешна на сите овие полиња, ќе зборуваме токму со незе. Станува збор за Ели Пешева. Или повели. Вака ќе се гушнеме? Да, секако. Како си, добро дојде? Одлично, ти благодарам на поканата. Не знаев од каде да почнам со најавиве со оглед на тоа дека навистина имаш многу работи што си ги работела во текот на животот, меѓутоа најчесто се врти околу медиумите. Да. Медиумите, посебно визуелните, нели, како телевизијата и новите медиуми, тоа е мојата љубов и страст и новинарството и се што е поврзано со истражувањето, со откривањето и те слушав сега кога ме најавуваше жена што знае, појма немам. Добро. Ама си го следам. Ама така делува. Си го следам инстинктот, си го следам инстинктот и со текот на годините научив да го правам само тоа што го сакам да го правам со луѓе кои што ми прават да ми е пријатно, да ми е удобно и да уживам во тоа што го правам. И успехот е очигледен. Одиме со оние 10 прашања или каде што ве согледуваме од малку еден поинаков аспект. Кажи ми, новинарка, водителка или директорка за комуникации? Новинар, секогаш и за секогаш. Добро. Зад сцената или пред камера? Пред камера. Добро. Зошто? Не знам, имаме некоја, јас и камерата, некоја љубов од времето. Да, и кога јас сум веројатно еден од ретките луѓе што кога знаеш и ти само си, ти си у таа група, кога ќе се запали црвено светло на камерата, јас не го чувствувам тоа како опасност, туку го чувствувам како старт. Точно, исто. Телевизија или дигитални медиуми? Јас сакам многу телевизијата, ама па многу ги сакам новите технологии, така што би рекла дигитални медиуми, посебно во последно време. Да, дефинитивно. Gen Z или Millennials? Јас сум од X. Така. Ама да речеме дека многу повеќе се разбирам со Gen Z. Да? Да. Добро, интересно. Истражување или личен став? Секогаш истражување. Добро. Факти или интуиција? Веројатно едното и другото. Ова е најтешко, да. Па интуицијата веројатно се базира на фактите што ги собира човек низ текот на годините и се гради искуството, а тоа искуство после си ја тригерира интуицијата, така што би рекла интуиција, да бидеме малце по-релаксирани. Добро. Комфорт зона или предизвик? Никогаш комфорт зона. Секогаш нов предизвик. Секогаш предизвик, супер. Вистина што боли или удобна лага? Па вистина што боли. Ќе боли, ќе преболи. Ќе преболи. Да. Добро. Маурицијус или Бали?
Маурicius, најсвежо ми е Маурicius. Маурicius, добро. Лето или зима? Јас сум зимско дете, така што ја сакам зимата, ама лето е лето, знаеш, особено е добро јанари на плажа. Да, предпоставувам. И кажи ми омилена саботна вечер. Омилена саботна вечер. Мислам, како би ја поминала? Па да речеме со моите најблиски пријатели или со членови од семејството, ма тие никогаш не се во сабота дома, така што со моите пријатели и пријателки, можеби со некое вино или со Кока-кола, со некој добар филм, вино, или джин, да, со некој филм или со добра музика. Одлично, или супер се гледаме на позиција. Ајде. Значи, тој што ми ја измисли музиката на најавната шпица медалја ќе му дадам, затоа што секогаш ме размрдува и ме разигрува, но и така треба да биде сабота навечер, што да правиме друго, освен да се забавуваме и да си џускаме. Сега, мојата втора вечерашна гостинка, искрено и се радувам, првенствено заради тоа што е прв пат јавно на телевизија, заради тоа што ми беше тремосана, меѓутоа ќе ја смириме сега и ќе кажеме дека телевизијата не е воопшто толку опасна и страшна. Меѓутоа исто така една прекрасна дама која што работи на врвни модни стајлинзи. Впрочем, кога ќе ја видите нејзе, ќе ви стане се јасно, заради тоа што секогаш го има оној естетски момент во облекувањето. Инаку е дипломиран професор по француски и шпански јазик и е посебно горда на своите 2 афганистански харта. За јазикот, културата, модата, стајлинзите и лајфстајлот воопшто ќе се зборуваме со Магдалина Калинчева. Магдалина, повели. Здраво. Лепутица, повели. Ти благодарам, Милена, многу за убавата најава. Секогаш и во секое време, јас тоа што го мислам, тоа и го кажувам, ама сакаме вака и јавно да биде пред... Ти благодарам многу. Теремата е тука. Тука, ама ќе видиш, знаеш како ќе помине. Ќе надминеме. Ќе помине. Штета што немаме можеби никоја, како што спомнавме и со или никоја чаша вино или нешто за да ни биде полесен разговор. За едно опуштање. Меѓутоа ќе можеме и вака. Ајде на почеток исто 10 кратки прашања. Кажи ми, француска елеганција или шпански темперамент? Секогаш француска елеганција. Добро. Висока мода или стрит стайл? Некаде измеѓу. Затоа што може двата многу лесно да се искомбинираат и да се комбинираат. Да, па зашто мора да биде она стрикна линија или нема потреба секогаш да има една стрикна дефиниција ова или тоа. Хот-кутур или не знам. Можеме некогаш и да ги комбинираме. Добро. Минимализам или екстраваганција? Минимализам. Сепак минимализам. Така, Париз, Њујорк или Лондон од модната сцена? Париз за секогаш. За секогаш, нели? И јас сметам дека некако Лондон и Њујорк ми се малку по како да ги кажам, многу се добри, меѓутоа се малку по урбани, а Париз ми го носи оној момент на се во едно. Некако така доаѓа. Париз и Париз има и таа класика и таа елеганција. Во Париз го има и стрит стајлот, не дека во Њујорк или Лондон го нема, меѓутоа Париз е лулката на модата. Се сложувам. Стајлинг по строги правила или сепак кршење на правила? Секогаш кршење на правила, затоа што правила во стајлинг не мора и не треба да има. Треба едноставно да бидеме малку послободни во изразувањето. Супер. Трендови или личен стил? Ги мешаме. Без трендовите не се може, затоа што особено живееме нели во една ера на толку развиена дигитална технологија и една достапност и еден експлицитен конзумеризам. Трендовите се буквално тука присутни во секој сегмент. Не е само модата нели во прашање и облекувањето, меѓутоа да, треба можеби некогаш да се следат, меѓутоа не треба да сме жртви на трендовите. Можеме да ги комбинираме секогаш, да. Чевли или чанта? Ниту без едното. А ели ти чевли или чанта? Ниту без едното, ниту без другото. Чевли сепак. Па можда и јас чевли, ако веќе треба да одберам. Не знам.
Ама и чанта? Па, тешко е, ајде ќе кажеме чевли. Чевли, ајде, 3-0 сме. 3-0. Том Форд или Александар Маквин? Том Форд. Том Форд, да. Тежок е изборот, мислам тешко е стварно да се направи дистинкција или избор меѓу два врвни дизајнера, меѓутоа Том Форд е Том Форд. И јас мислам исто. Стила Маккартни или Вивиан Вествуд? Вивиан Вествуд. Добре, да, не, Вивиан така. Вествуд. Да, од секогаш. Да. Пиво или вино? О, вино. Добро, и исто и за тебе последното омилена саботна вечер. Како би ја Омилена поминала? саботна вечер, исто со другарки, другари, излегување, понекогаш и сама, си зависно од расположение, меѓутоа вообичаена саботна вечер се знае дека е нели секогаш резервирана за драги луѓе. Супер, се гледаме на позиција. Се гледаме. Ете така, ајде, добро вечер сега од оваа страна на студиото, каде што си сидиме на трусади и на фотилја и каде што си правиме убав комотен разговор. Не дека претходниот не беше комотен, меѓутоа, еве. Искрено, повторно, ќе кажам дека ми е драго дека имам две прекрасни дами овде во студиото, тоа се Или и Магдалина, жени со кои што повторно ќе кажам мокни жени кои што некако оставаат впечаток и по својата маркантност, меѓутоа и по тоа што го работат. Уште еднаш добро вечер, меѓутоа се од оваа страна на студиото. Или здраво, девојки, како сте? Да, малце поудобно ние сега пошто седиме, па не мора на све да пазиме, ама добро. Добро е, супер. Добро вечер. Hello. Како те наместивме тебе таму, вака? Да, одлично. Да ти е се погодено. Неопходно ми е секогаш и прво прашање. Како впрочем започнавте да се бавите со ова што сте денес? Или како почна љубовта кон медиумите, кон телевизијата, кон новинарството? Со самото тоа се наврза и маркетинг агенцијата. Магдалина, кај тебе модата и стајлингот, со оглед на тоа дека одиш од професорска работа во нешто што е сосема надвор од тие граници. Па јас како да кажам, прво многу одамна беше тоа. Јас сум од оние луѓе кои што знаев што сакам да бидам и што сакам да работам, уште додека бев во основно. Во средно веќе немав дилема за тоа што сакам да радам, немаше дилема каде ќе се запишувам на факултет, тоа беше факултетот за новинарство и знам дека на многу луѓе им се чини дека тоа е невозможно или нели као многу си млад, па уште не знаеш што сакаш, како можеш да знаеш. Јас имам деце, помалата ќерка сега е матурантка, поголемата ќерка сега ќе дипломира на факултет и за мене било некако чудно како они до последен момент не знаат што точно сака, затоа што во мојата глава од секој што било јасно. Каде сакам да бидам, што сакам да работам и тоа било нека, можам да кажам, алтруистичка потреба дека прво од мојата љубопитност, јас све да знам и све да знам прва. И начинот на кој што тоа ќе го кажувам на луѓето некако веројатно сум ја идеализирала и се уште ја идеализирам својата професија на новинарство и на комуникации. Затоа што може да постигнеш, колку можеш, на кој начин, каков ефект ќе има тоа што го кажуваш во премената на јавното мислење и генерално во формувањето на публиката. Веднаш штом заврши факултет, почнав да го работам токму тоа, почнав во македонска телевизија, како студент работев и радио, и печатени медиуми. Мојата прва единствена љубов е телевизијата, видео новинарството. Потоа преминав во маркетинг агенција, односно во дел тогаш се формираа секторите за односи со јавност, бидејќи ги немаше од секогаш, баш како специфични. И бе во период во кој што имав се уште мали деца и ми дојде некако добро малку да се повлечам и да ја видам како функционира нашата професија од оваа другава страна, во која што ја спремаш пораката, нели да дадеш, не ти ја сервира некој друг, не ја презентираш.
Ама, како ви кажа, ќе стискам дури можам, стискав, не можам да издржам и пак си И се пак си вратив назад. Да. Супер. И баш ми е драго што се враќаш на малите И екрани, благодарам. на дигиталните Да. медиуми, меѓутоа тоа е иднината. Да слушнавме кај Ели како функционира сито тоа, меѓутоа како и кој беше случајот кај Магдалина, со оглед на тоа дека знам дека кај двете тоа се јавува од млада возраст, односно знаете, нели, кога кликнува тој момент дека знаете што сакате да бидете во животот? Исто така можам јас за себе да кажам дека нели модата е составен дел од мојот живот уште од раните тинеџерски години, а пак јазиците прв пат нели почнав да учам англиски и француски јазик од 5-то оделение. Со една таква леснотија одеше сето тоа, што и во средно, да кажам, продолжив да ги учам истите и англиски и француски јазик. И некако тоа беше, немав дилема дека и понатамошното образование ќе биде филолошкиот факултет. Сега францускиот ми беше една посебна љубов. Многу е специфичен, стварно е специфичен е, да, необичен е предизвик. Баш така. Е предизвик. И може би од таму и таа цела една нели љубов према не само јазикот и културата француска и се, но и така, модата. Така видиш кај тебе баш спојка сето тоа. Една спојка многу интересна. На факултет се запишав на француски и под Б земав шпански јазик. Првото не знам кој е поубав. Да. Па не знам, и италијанскиот е тука исто. Италијанскиот и шпанскиот, не знам. Да, зборувам и италијански, малку имам учено италијански на еден курс, меѓутоа заради познавањето на претходниве два јазика, кои што нели се исто руманска група на јазици. Па лесно оди тоа се надоврзува некако. Да, буквално е толку оди лесно и некако спонтано, меѓутоа пак ја кажам тука е и дарбата. Модата дојде некако баш буквално постепено, е составен дел од мојот живот, кажав уште од ранните тинеџерски години. Се купувале буквално сите списанија модни, значи од Вогови, Елови, се што кај нас немало. Тогаш беше актуелна многу Fashion TV, тоа ми беше баш буквално еден прозорец кон тој свет. Ке се сеќавам дека буквално правев како споменари или како тетрадки, каде што си ги сечаш буквално од магазини. Од магазини сликите. Сега тоа се дигитални албуми. Сега имаме си префрлаш. Само се префрлаш. Да, така е. Да, и значи супер. Значи од мали години сте знаеле и двете. Сега, кога станува збор за вашата работа, бидејќи е креативна и во двата случаи, што е она што вие лично сметате дека е побитно? Талентот е неспорен, значи да се разбереме. Талентот е многу важен, дарбата е многу важна. Меѓутоа, дали дарбата или можеби дисциплината и работата како на себе, така и на проектите кои што ви работите? Знаеш, јас ќе кажам дека скрос нешто друго. Ќе кажам дека тоа е страст. И луѓе кои што имаат страст за тоа што го работат, тоа се познава. Тоа се познава во енергијата со која што зрачите кога сте на вашето работно место или кога го правите тоа што го сакате. Тоа, кога велам страст, тоа е едно комплетно исполнување кога човек ужива, кога е ентузијастичен, кога доаѓаш на работа, а стомакот не ти се превртува затоа што те чека нешто непријатно, туку напротив поттрчнуваш за да стигнеш побрзо, да го направиш тоа што си го замислил, да го оствариш. И мислам дека за мене, да речеме, во целиот процес на работа, самиот процес на работа е секогаш подобар од крајот. Некојаш пред крајот може да се изморам или да ми текне нешто друго, па да си дадам некој нов предизвик, ама повторно таа страста ќе излезе и мислам дека некако од толку многу можности што нуди, особено новото време сега, да човек се надградува, да учи, да биде подобар, да си ги поправа грешките, а при тоа да има едно позитивно влијание, дали е тоа на
некоја група што мала група или е поголема група или е сосема неочекувана група. Јас и во најавата кажав, на пример, на прашањата кога ме постави, дека се разбирам повеќе со Gen Z, веројатно затоа што и децата ми се нормално во таа генерација. Меѓутоа, јас и сега кога се враќам повторно во новинарството или кога се враќам пред камерите, очекував поинаков тип на публика дека ќе ме препознае или дека ќе ме гледа или ќе ме слуша или ќе ме пишува. Напротив, ми изненади затоа што токму оваа мала група на Gen Z која што мислев дека нема да ја фатам, стана уствари доминантна. Така што тоа ми дава, да речеме, некако ветер во грб дека се обраќаш на сосема неочекуван тип на публика и сега тука пробувам да бидам, нели да можам да го зборувам нивниот јазик, да ги сватам нивните интереси и тој е нов предизвик. Различни се. Факт, живеат во сосема различно време. Ние сме многу чудна една генерација која што живеела во 2 века, јас баш така да кажувам, од незнаење што значи мобилен телефон до појавување на интернет, до сега да не се знае што може да се направи со овие дигитални медиуми и алатки што ги имаме. Не знам, Магдалина, во твојата ситуација како е? И дали еве ти лично исто и како или уживаш повеќе во самиот процес на работа или во крајниот производ кога ќе си го Апсолутно, апсолутно целиот процес е уживање и страста со која што работам работата. И потоа сатисфакцијата од финалниот продукт е она што нели го прави целото искуство посебно и комплетно. Меѓутоа не можам да не се согласам со Ели дека е страста таа што е буквално двигател на она што го правиме. Несомнено тука и талентот и можеби леснотијата со која што ги правиме работите во кои што сме да кажам успешни, меѓутоа страста е таа што го дефинира, да кажам, успехот и крајниот можеби резултат, па после личната сатисфакција или сатисфакцијата на целиот И заслужам апсолутно со вас дека страста и љубовта е тоа што не можеш, ја ќе кажам за себе, не седни овде ако не ти се води, ако не сакаш да го работиш тоа што го работиш. Ќе се познае веднаш, ќе се познае дека тоа е безмерак, дека е верувам дека е многу слична ситуација. Многу е слична, со јазиците на пример. Јас уживав и бев супер професор на пример и по француски и по шпански јазик. Тоа ми беше првото искуство. И одлично искуство и сакам да пренесувам знаење. Меѓутоа во еден период осетив дека ми е малку монотон, да кажам. Требаше предизвик. Потоа работев на проекти на Европска Унија. Можеби 10 години имам искуство на проективе на Европска Унија. И ова со модава дојде спонтано. А низ целиот процес модата и јас одиме заедно. Растеме заедно и многу сум среќна дека успеав еве последниве 3 години тоа хоби, таа пасија што ја имам за модата да си ги претворам во професија. Во професија, одлично. Дали повеќе функционирате индивидуално или како тим? Јас сум секогаш тимски човек, тоа ме научила работата во телевизијата, мислам да не можеш без врска да ти зборувам за колку луѓе имаме цела екипа која што режија, продукција. Да, така што и мислам дека тука е многу поголемиот за мене е поголемиот предизвик, бидејќи да направиш една атмосфера во која што сите ќе се чувствуваат удобно и во која што секој ќе сака да го даде својот максимум, тоа е стварно голем предизвик и чекор, баш предизвик, да сите се чувствуваат добро, да сите сакаат да бидат дел од тој проект и да го даваат својот максимум. И пак ја кажам, исто како страста, ќе се познае. Ќе се познава, апсолутно. Сега има професии во кои што мора да си поиндивидуалец, нели? Ово што го работи веројатно ово што Магда го работи е поиндивидуално и не зависи, така кога имаме снимање за бренд, да кажеме, кога работам за некаков проект, тогаш работиш со една цел тим. Па шминкери, па шминкер, фризер, јас сум нели стилист, меѓутоа тука е дизајнер, тука е фотограф, видеограф, камера и така натаму. Моделот треба да се погоди, моделите треба да се погодат да сакаат да соработуваат. Што правите во ситуација, сите сме се нашли во таква ситуација, кога ќе ви се погодат незгодни клиенти, во смисла, не знам, бараат нешто од тебе што
едноставно не сакаш или не можеш да го направиш или не е во твојот сензибилитет. Или во истата ситуација сега во случајов па може и во водителството, меѓутоа и во маркетинг агенцијата, кога се бара нешто од вас што едноставно не дека не можете да го направите, него едноставно се коси со вашите гледања на естетика, со вашите гледања на тоа како треба да изгледа сето тоа крајно. Јас би рекла, пак ќе се вратам на прашањата од почетокот што ги поставувавме, нели, таа неудобната вистина. Мислам дека тука не треба да се оди по јајца, што би се рекло. Тука треба да се биде директен и треба да се биде искрен. Ова може да се направи, ова не може да се направи. Ова што може да се сега нели има и средина. Може да се направи ако се најдеме некаде помеѓу услови. Но опасноста од тоа е ова и ова. Доколку сте подготвени да го превземете ризикот дека може да работите да тргнати во таа насока, тогаш одиме таму. Но сметам дека треба да се каже што е можно, што е возможно и што е добро, што е невозможно, а измеѓу ќе седнеме на кафе и ќе пробаме да го изгладиме тоа, да го измазниме, да ги дефинираме за тоа да се најдеме на средина, да направиме некаков компромис, како и во секоја релација. Апсолутно, компромис мора да се најде. Значи, јас можам да ти кажам, Елена, ајде ќе правиме стајлинг и ти ќе ми кажеш, маги мене ми се допаѓа ова и ова. А јас ќе ти кажам, па Елена, ама јас сметам дека тоа не ти стои. Ајде да пробаме вака. Значи, некаде на средина ќе се најдеме, значи за да бидеш пред се ти задоволна. Во мојата работа јас треба тебе да те направам задоволна и да бидеш ти срекна. Меѓутоа сепак естетски да биде и по вкусот по кој што ти работиш. Не да ги прекрашиш не мора да биде тоа. Не мора тоа да биде мојот вкус. Тоа треба да бидеш сепак ти со моја помош. Да, јасно. Јас да го извадам најдоброто од тебе. А иначе кај мене во професијата, да речеме во работата со клиенти, например, во кои што сакаат нешто што е невозможно и од аспект на агенција, да речеме, кога ќе им ги кажеш на луѓето кои се негативните страни на тоа што го бараат, и ако им кажеш, например, види, доколку вие го преземете ризикот, дека тоа може да проблем. Така, тогаш никој не го превзема ризикот. Така. Скоро фере да се каже, заради тоа што на крајот на криштата ние сите имаме некаква своја експертиза. Така, и ако јас тебе те прашувам, а ти си главниот консултант, или ја прашувам Маги, а таа го работи тоа, јас тебе ти верувам. Да. Јас тебе ти затоа сум дошла овде. Ете така, затоа сум кај тебе, затоа го барам твоето мислење, затоа плаќам за твојата услуга на крајот на криштата. И мислам дека е нонсенс да тераш со глава во зид, ако веќе знаеш да го направиш сам. Покрај работата која што е константна и која што се тера, се разбира, имате ли начин на кој што се релаксирате? Кој е обично начинот што го правите тоа? Дали е тоа вежбање, спортување, патување или што ви да е? Што ви исполнува меѓу работата? Јас ќе го кажам ова и просто не верувам дека јас го кажувам ова. Мене вежбањето ми е таков еден издувен вентил што јас станав просто зависна во тоа да не пропуштам термин за вежбање, и тој термин за вежбање ми е буквално, значи тој саат време ми ја вади целата негативна енергија и ми го почнува денот како што треба. Мислам, не сум можела да замислам дека ова ќе бидам јас, who am I? Ете, промена, добра промена. Треп някој се киднапира. Чека да киднапира, нали? Штипнија, ма ги види да, ти ли си? Едно време дури заедно вежбавме. Да, и ете мене тоа, да речеме, ми е вежбањето, ми е... И исто така ми е некогаш потребно да имам саат време за себе во кој што ќе одседам во тишина. Нема да правам ништо, просто дали ќе пијам кафе или нема да работам ништо, да си ги слушнам малку мислите, да се слушнам себе си. Така е, многу е важен тој момент. Јас обично сакам наутро да го направам тоа, пред да станам, пред да ми се захухта целиот ден. Да речеме, не знам, малиот ако отиде во училиште или било како, и тука е тој момент на нека е половина час, пиење кафе сам со себе, со мислите, ама ни телефон, ни ништо, онака.
Зен. Баш уживање, сам со себе. Маги, да, како е, што правиш ти? Јас истото, значи... Имаш ли некои ритуали посебни? Имам утрински ритуали, кафе, Марко ќе оди во школа, тоа е син ми, исто е матурант сега, Марко оди во школа, јас пијам кафе, потоа имам 2 афганистански хрта, како што ви Лепотани. Имам обврска околу нив, тоа се утринските, да кажам, рутини. Вежбањето е тоа што исто така и мене многу ме опушта, најмногу за не само од физички аспект за физичко здравје, туку баш буквално и за една ментална хигиена. Ме опуштаат и ме релаксираат многу прошетки на водно, качување од средно до врв, кога временските прилики го дозволуваат тоа. Уживам во читање, во психологија ме интересира многу и тоа, читам таква литература, чаша добро вино, опуштање и така. Така, и како велат? Пријателите се во секогаш моментов тука, и се уствари бесплатен психијатар. Така ги викаат. Пријателите се нашиот бесплатен психијатар. Бесплатната терапија. Бесплатна терапија, така е. Добро, споминавме за вашите ритуали или како се опуштате. Кои се вашите најголеми критичари? Кој ве спушта никогаш на земја, кога знаете да може би забегате со размислувањата, со мислите, кој е тој што знае да ви даде и лоша критика, кој е тој што знае да ве потикне? Јас себе сум си најголем критичар. Значи, дури е брутално колку се само анализирам и колку сум самокритична. Меѓутоа секогаш се консултирам нели и со пријателите и умам да слушнам и да прифатам критика. Да, меѓутоа најголем и најстрог критичар према себе сама сум јас. Си ти. Јас по обратното. Јас не сум себе си критичар. Јас себе си викам топси. Добро. Јас сакам да бидам или кога ќе порасна. Да, па имаш пора да ме стигнеш. Да, јас сум веројатно она балончето што е во воздух секогаш и сум сама на себе. Не сум си критичар, но од време на време имам потреба нормално да го слушнам ставот на луѓе на кои што им верувам на судот и на проценката. Некогаш непобарано мислење, најчесто непобарано мислење добивам од моите керки во однос на тоа што го правам или за тоа како изгледам или како се однесувам некаде. А кога јас имам потреба да тоа го проверам со некој друг, пак ќе кажам тоа ми се најблиските луѓе, значи моите пријатели, пријателки, луѓето што ми се секојдневно присутни во животот и кои што знам дека ќе бидат остри и без автоцензура, заради тоа што некогаш е потребно некој малце вербално да не спушти на да ми го потегне балончето. Чекај, малце многу си високо, дојди малку подолу. Дали и како реагирате, имате ли одбранен механизам на сите оние коментари? Сега зборувам, нели, како јавни личности стигаат коментари од секаде. Имате ли некаков одбранен механизам на тоа што ќе го слушнете, прочитате, а при тоа не ви се допаѓа нормално? За позитивните коментари не зборувам, заради тоа што секогаш се ветар во крилја и во грб и секогаш се убави се да се слушнат. Меѓутоа што правиме со негативните коментари? Па и неосновани пред се. Јас често им се обраќам директно. Значи ако се тоа коментари не знам, од социјалните мрежи најчесто. Најчесто. Ги препрашувам, зошто така мислиш, што ти смета, не знам. Значи директно се обраќаш на... И мислам дека луѓето не се навикнати да им се обратиш директно и да ги соочиш со тоа што го кажуваат на социјалните мрежи, бидејќи претпоставувам дека имаат некаков замислен штит, дека ако си дома пишуваш и никој ништо не ти вре, меѓутоа ако ти се обрати некој со име, со презиме, со нели ми кажеш што ти смета, кажи ми како да го поправам. Вообичаено се повлекуваат. Вообичаено се повлекуваат. Пак ќе кажам, понекогаш некои коментари се тебе. Сакам да знам што ги провоцирало. Нели можеби нешто во моето однесување, можеби во начинот на кој што изгледам или нешто што сум кажала некаков став, али во суштина сакам директно да им се обратиш директно. Така, супер. Супер интересен пристап би рекла.
На овие години тоа е. Како? Да видам што ви смета. Ајде, Немам кажете. више јас време да Во чекам ринг, тука и дојдете да во се ринг мучам. малку да се пресметаме. Јас вообичаено не навлегувам во полемики, а особено не сакам да реагирам на негативни коментари, особено кога се неосновани или особено кога не доаѓаат од човек кој што, да речеме, се бави со истата работа со која што се бавам јас, кој што е, да кажам, некаков Што нема ни допирна точка со тоа што го представник работиш, од така. модниот свет и така натаму. Така што А знаеш, некогаш само ако ти дури да дадат коментари, било што да се коментираат, само ако им речеш на луѓето ти благодарам за твојот фидбек. Веќе во следната порака се менува тонот на комуникација. Да, значи кога директно ќе гледаш, ова треба може би треба да научиме да го примениме. Затоа што ќе станат комуникатори, свесни дека ќе станат свесни дека пораката стигнала таму кај што тие ја насочиле и без да знаат дека таа ќе биде директно можеби прочитан. Сега нормално никој не може сите пораки да ги чита и не е нормално да очекуваш дека секој со се што правиш или Не може секој да биде задоволен. Тогаш нешто не правиш добро. Јас 100 пати сум рекла. Ако сите те сакаат, нешто не е како што треба. Апсолутно, не може ниту сите да те сакаат, ниту на сите да им се допаѓаш, Така е. како што и ние имаме нели филтер и Така е. механизам за избор на друштво, другари и така Да, натаму. но можеме цивилизирано да комуницираме. Апсолутно да. Значи, Едно можеме ниво да не високо, биде безобразно, да не биде високо ниво на малициозно. комуникација треба да има. И зошто е таа потреба од тие малициозни и навредливи коментари? Јас тоа не можам да го разберам. Тоа е Не како можам да речеме го разберам. македончето, затоа сме македончето. Да. Заради тоа што никогаш не можеме да кажеме нешто убаво за другиот, да го пофалиме. Но не е само тоа кај нас. Тоа го има секаде. Мислам, Секаде тоа е го има. тоа е принципот на храброста што се добива од социјалните мрежи. Да. Од друга страна, ние мораме да работиме да ја подобриме комуникацијата во живо. Мојата ќерка студираше во Италија. И од нив има една многу интересна карактеристика која што ние треба да ја научиме да ја правиме и особено жените, да речеме, ја практикуваат, нели италијаните се познати по давање комплименти, по начинот на кој што се однесуваат кон жени така натаму, но жена кон жена. Јас не сум почувствувала на друго место кога ќе излезеш ти и си зрачеш и си се чувствуваш убаво. Едноставно си Жени од преку улица да викаат брависима, сеньора! Чебела! Брависима! Да. Тоа е тоа. Или да се разминеш со нив и да ти дадат комплимент, да ти е убаво да те пофалат. Мислам дека ние треба генерално да се опуштиме малку и да ги гледаме едни во други убавите работи. И ако нешто ми се допаѓа, да можам да ти кажам можеш да го дека ми се кажеш. свиѓа денеска како убава боја, колку тоа отвара убаво лицето ти го прави, прекрасно изгледаш или да си Убаво даваме ти прави комплимент. тебе и на тоа што си му го кажал, да се Сите е чувствува. убаво. Зошто да се Апсолутно. За сите е убаво. Така е. Сега се разбира да се пази границата, нели, на пак ќе Јасно, кажам на јасно, нека да не се културна- притера. Да, на Се културна разбира. комуникација. Добро, претпоставувам дека овде ни е време да направиме една мала кратка пауза, да земеме здив со рекламите, па се враќаме назад во студијата. По рекламите се враќаме назад во студиото. Не знаете што убав муабет си направивме и зад камерите, меѓутоа со овие девојки дефинитивно треба да се седнеме на кафе или на вино, како што рековме, на една убава вечера, на една убава седенка, за да си изнакажеме се што сакаме, бидејќи не можеме, па не е се баш за пред камери, така? Па сега не е баш те. Се шалам. Иако разговорите што ги правиме се многу нормални, се многу човечни, а не сме се виделе одамна и убаво е вака што можеме да си кажеме. На крај ни останува на прашање најважното, така ми се вика и емисијата, нели, фидбек. Кој е впрочем фидбекот од тоа што сте и од тоа што го добивате и од тоа што го работите и така натаму. Без разлика дали е приватно или професионално. Кој е фидбекот? Да. За мене фидбекот е дека отварам нови сфери во кои што луѓето на кои што им се обраќам уживаат или се пронаоѓаат себе си или учат за себе си на начин на кој што јас учам заради нив и заради кој што уживам во процесот. Фидбекот е дека тоа што го правам наидува на позитивни реакции. Гледам
дека профитираме и јас и мојата публика и луѓето кои што се во мојот тим, дека правиме нешто ново, правиме нешто поразлично, нешто што е предизвикувачко, нешто што ме исполнува и на крајот од денот кога ќе си погледнам назад, можам да кажам дека добро сум го искористила своето време на овие години, на ова место. Браво, и кога си задоволен едноставно со тоа што го правиш. И тоа сега, кога доаѓавме навака, баш и на Маги го кажав, никогаш од што имам толку многу работи што сакам и што сум имам енергија да ги правам, никогаш ме фаќа страх дека дали ќе имам време јас да го направам сите тоа да го направам, да. Во овој живот, нели, да стигнам да направам тоа што го сакам и тоа што го можам. За мене главниот фидбек е дека не ми умира страста, дека со текот на годините не станувам и не си дозволувам да станам огорчена личност, која што ќе гледа само негативното и дека предизвикот нема да ми умре. Што убава? Прекрасно. Гасете камери. Гасете камери или кажа тоа што јас Или кажа се, гасете камери, добро, тоа е тоа. Супер, само да споминаме дека реалити чек е тоа што го правиш, каде можете да те гледаат? Дигиталните платформи се мојот сегашен избор, значи на YouTube Reality Check МК, исто така на Instagram, на Facebook, значи све што е во TikTok, нели Джензи, на се што е поврзано со дигиталните медиуми, значи јас во тој проект поврзувам тоа што мене ме интересира, значи реакцијата на луѓето, психолошки профил, зошто се однесуваме на начин на кој што се однесуваме, но не само базирано на некакво лично искуство, туку базирано на наука. Значи science-based тип на емисија, во која што многу се забавуваме, но имаме и професионален, како да кажам, професионална... Значи од луѓе кои што се експерти, кои што одредена тема ние кажуваат зошто е така, дали е тоа само кај нас така. И реално ни дава некаков од фидбекот што го добивам, гледам дека луѓето се преиспитуваат себе си и тоа ме радува, затоа што навистина треба да се трудиме да бидеме подобри луѓе, да ги бараме подобрите верзии од себе, што не значи дека ова е лоша верзија од нас, но секогаш можеме да научиме нешто повеќе. Така, со секој ден нели и да се осознаваме и да растеме повеќе, што и да значи тоа. Маги, кој е фидбекот кај тебе? Кај мене во мојата работа буквално е задоволството, значи на клиентот или на брендот со кој што соработувам, од финалниот продукт, целиот процес на работење дава едно такво посебно чувство и искуство и особено пак ќе кажам, финалниот производ е тој што ми дава елан како да продолжам нели понатаму, насмевката, неговото задоволство, тоа што сме постигнале да го направиме, целиот ауткам од понатака од работата и тоа е тоа што ме мотивира да продолжам понатаму. Кои се моменталните проекти што ги работиш? Јас те видов некаде по Белград, со фотосесии, со снимања, со сликања. Последниот проект што го работев е сега оди на МТВ, тоа е книжевна Одисеја, а ја стилизирав и ја шминкав Ивана Павлаковиќ, таа го води. А баш ја видов пред некој ден, викам, леле што убаво. Видиш, не знаев дека ти си во позадина. Јас сум во позадина. Да, и прекрасен проект, ќе имате можност да го гледате на МТВ. Одлично. Јас само да им кажам на гледачите дека Брик ни е оправдано отсутен, не ни пушташе музика, меѓутоа режијата се потруди да имаме во позадина некој микс, а јас, како и секогаш, си се одјавувам меѓу гостинките. Прво да ви се заблагодарам од срце. Благодарам, Елена, на поканата. Стварно уживавме. Добар домаќин лук. Нели? Да. Какви густинки си имав. Еве, чекайте да се видиме, да се провериме. Чекап, реалити чек да направиме. Еден реалити чек. Добри сме. Добри сме, мислам дека добро поминавме, се надевам дека публиката и гледачите уживаа со нас. Ви благодарам уште еднаш. И нека ни дадат фидбек. И нека ни дадат фидбек секако да. Дајте ни фидбек, ќе најдете на Инстаграм, имате фидбек со Елена, па тука чекаме коментари како ви се допадна овие три дами и впрочем самата емисија. Овде ви кажуваме чао, до наредната сабота 19. Поздрав. Чао.